Премиерот Димитар Ковачевски не го плаши тоа што веројатно ќе следи политичка криза откако ВМРО-ДПМН се закани со институционални блокади. Прашан зошто како човек кој носи голема одговорност за државата и граѓаните, не нуди никакво решение и како ќе функционира државата во предстојната криза, Ковачевски одговори со помош на суфлирањето од Али Ахмети. Зошто не нудите решение? Сега ќе ви одговорам. Гледам дека вие цело време поставувате прашања во исти тон и начин на поставување и тоа е добро. И тоа е добро. Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега. Првиот човек на владата уште еднаш отфрли каква било можност за лидерска средба и договор за предвремени избори и ги повика ВМРО-ДПМН да бидат на ниво на задачата, бидејќи предвремените избори немало да ги решат, туку ќе ги продлабочеле проблемите на граѓаните. Следните парламентарни избори ќе се одржат во редовниот термин во 2024 година. Во наредниот период продолжуваме со одговор на кризата преку испорачување нов пакет антикризни мерки, системски реформи, неселективна борба против високата корупција и усогласување на изборното законодавство со препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Но реалноста гледана од перспективата на ВМРО-ДПМН и граѓаните кои вчера го поддржаа протестот очигледно е многу поинаква од онаа на премиерот. Корупција, распаднато здравство, афери, селективна правда, предавнички договори, сиромаштија, инфлација. Против сите овие проблеми лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН најави дека ќе се бори преку протести на улиците и блокади во институциите. Денот за власта е ден поминат во луксузни автомобили, ручеци со златни вилјушки, а денот пак за обичниот народ е ден со борба со голиот живот, борба за опстанок, да се преживее и да се дочека следното утро. Уништениот стандард на граѓаните кој се должи на економскиот крах, растечката инфлација и кризите со кои се соочува Македонија не е единствениот проблем според Мицкоски. Состојбата станувала неподнослива и поради лошата надворешна политика, бидејќи наместо да се исполни европскиот сон, државава е заглавена во чекалницата на Европската унија 22 години, а наместо датум добиваме понижувања, срам и предавства. Заедничка е борбата за Македонија. А јас сум тука затоа што ќе се бориме. Бидејќи другиот избор е Македонија да нема повеќе, да не постои. Секој помина ден со СДСМ и ДУИ на власт сме поблиску до последниот ден на нашата татковина. Или ќе се бориме и ќе победиме, или Македонија ќе нема. Мицкоскиот протестот упати порака и им вети на граѓаните, историски триумф и борба против, како што кажа, мрачната ера на криминалот и предавствата.